Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Во денешнава емисија донесуваме интервју со Мајк Зафировски, истакнат бизнесмен во Соединетите Американски држави со македонско потекло, но пред тоа да видиме ситуацијата во Чиле и за интересно наоѓање на научниците по земјотресот во регионот, што ја засега целата планета. Чилеанските спасувачки екипи продолжуваат да трагаат по преживеани 4 дена откако земјотрес со јачина од 8,8 степени опустоши делови од државата и уби близу 800 лица. 18-часовниот полициски час во Концепсион, вториот по големина град во земјата, останува во сила да се обезбеди распоредување на храна и вода без хаос и нереди. А на друга релација, калкулации на научник во лабораторија на НАСА индицираат дека земјотресот го спусил денот на земјата за повеќе од 1 милионици дел од секундата, заради поместување на оските на планетата со што е зголемена брзината на незината ротација. Оските веќе биле поместени од силниот земјотрес на Суматра во декември 2004 за 7 сантиметри, но земјотресот од саботата ги поместил за 1 сантиметар повеќе од овој. А во Соединетите Американски држави, американскиот председател Барак Обама вели дека е отворен за идеи од републиканците како дел од конечниот предлог за реформа на здравствениот систем што ќе го објави подоцна денеска. Обама ги отфрли сугестиите да се почне целиот процес од почеток, како што сакаат републиканците, и најверојатно ќе оди само со гласови на демократите за усвојување на предлогот, но ова е уште еден негов обид документот да го направи двопартиски. И за крај, вест на која почнуваме да се навикнуваме. За жал, јапонскиот автопроизводител Nissan објави глобално отповикување на 540.000 возила заради неисправни сопирачки и други проблеми. Меѓу отповиканите се Titan камиони, возилата од типот Armada, Infiniti и Quest, направени меѓу 2008 и 2010 година. Nissan вели дека дефектот е причинет од надворешен снабдувач на тие делови. Поранешниот извршен директор на телекомуникационите гиганти Моторола и Нортел, Мајк Зафировски, вели дека иако економската криза не е одминала Македонија, сепак она што државата го нуди на странските инвеститори е добра основа за економски напредок. Со овој истакнат бизнесмен со македонско потекло во Соединетите Американски држави разговараше Јане Бојаджиевски. Господине Зафировски, зошто да се инвестира во Македонија? Македонија е одлична дестинација за инвестирање од бројни причини: мотивирана работна сила, вистински поттици, поволна структура на трошоци и искрено сметам дека е едно од неоткриените богатства во Европа. Како ја оценувате бизнис климата за мали и средни предпријатија во Македонија? Има ли напредок на тоа поле? Малите и средни предпријатија беа тешко погодени во поголем дел од светот во втората половина од 2008 и целата 2009. На почетокот од 2010 нема голем напредок. Сепак убеден сум дека најлошото е зад нас и прашањето е колку 2010 ќе биде подобра од лани. Се уште го немам одговорот, но најголем непријател е неизвестноста. Луѓето загубија доверба. Потребно е време таа да се врати, но се надевам дека луѓето ќе имаат наум дека економијата по правило минува низ подеми и падови. Каква е иднината на проектот Македонија 2025 и кога реално граѓаните ќе ги почувствуваат ефектите? Се надевам во 2010. Проектот Македонија 2025 има 8 директори и е непрофитна организација. Имаме тројна цел. Прво, да обезбедиме совети и препораки со цел земјата да стане поуспешна. Второ, како повеќе бизнис и инвестиции да дојдат во Македонија. Трето е, како да промовираме претприемништво, но и начинот на кој размислуваат генералните менаџери во Македонија. Дали сметате дека нерешеното прашање за името со Грција ги одвраќа потенцијалните инвеститори од Македонија? Има многу предизвици со кои се соочува Македонија, исто како и Грција. Земјите се на различно ниво на економски развој, но истовремено обете влади и граѓаните од обете страни очекуваат подобра трговија, образование. Ќе биде мудро и за Грција и за Македонија да постигнат договор што ќе биде прифатлив за обете страни. Не очекувам ниту една страна да биде 100% задоволна од исходот, но јас како прагматичен бизнисмен и страстен македонец се надевам дека ќе се реши набрзо. Thank you very much for your time.
Студиите покажуваат дека луѓето живеат подолго и дека во најголем дел од светот населението станува постаро. Други истражувања пак сугерираат дека физичката активност го намалува ризикот од срцеви заболувања, дијабетисот од типот 2 и некои видови на рак. Освен тоа, физичката активност исто така влијае на забавување на Алцхајмеровата болест. Сето ова било доволно за еден универзитет во Соединетите Американски држави да создаде програма за постари лица да можете да ги искористат сите добри страни на вежбањата. Универзитетот на Мисури разви програма за луѓето да влезат во подобра физичка форма. И не само тоа, туку и за борба против гојазноста и сите болести поврзани со тоа. Специјалистот за фитнес Стив Бол вели дека програмата се вика пирамида на мојата активност. Да се биде физички активен на дневна база е тешка работа, но програмата нуди начини за постигнување на препораките за здрав и квалитетен живот во постари години. Бол вели дека возрастните треба да почнат со вежбање на дното на пирамидата, како што е одење или качување по скали. Потоа доаѓаат аеробички вежби, што помагаат за здравје на срцето и белите дробови со подобрување на циркулацијата. Бол вели дека на возрастните им треба најмалку 150 минути умерено вежбање неделно. И не мора се да се заврши наеднаш. Поделете го тоа на 30 минути дневно, а тоа уште повеќе, на по 10 минути вежбање. Вежбањето помага да се задржи мобилноста и независноста, но спречува и падови. Падовите се водечка причина за смрт кај постарите и голема причина што се сместуваат во старечки домови со медицинска грижа. Елен Браун вели дека вежбањето и помага во намалување на болките од артритис. Бил Кроу вежбањето со тегови го гледа како вид на осигурување, зашто му помага да одржува рамнотежа и да не падне. Не е занемарлива ни користа по джебот, велат учесниците во програмата. Вежбањето е поевтино од хоспитализирање и плаќањето за живење во специјални домови. Но поважно од се е што ги прави посреќни. Утре во Ньюсфлеш. Иселениците во Чикаго. Културна промоција на Македонија. Разговор со генералниот конзул. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Ве поканувам и денес да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com, каде имаме многу повеќе информации. До гледање.